неколку месеци ќе работиме тука во собрание, треба да направиме полека, да почнеме да правиме рекапитулација. Кој што, колку сработил, што допринесол, колку ги излажал граѓаните, колку не ги излажал, успешноста во нашата работа и така натака. Јас, додека бев пратеник, кој што ја поддржуваше владеачката коалиција тогашна, има доста проекти, за кои што некако со гордост ги споменувам за мојот град. Од решавање на свлечиштето Рамина, за кој што градоначалникот на Велес кажуваше дека е невозможно да се реши, до заокружување и до изградба на хидросистемот и браната Лисиче, до изградба на новиот театар, нова индустријска зона, фабрика и така натака и така натака. Сега треба да направиме рекапитулација што е направено во Велес во овој мандат. Јас во краткото образложение што го кажав на почетокот, споменав и нема да го крием тоа, дека овој амандман е извлечен од изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз за Велес. И од 18 амандмани кои што сум ги поднел, 16 се вакви. И во амандманите, неколку колеги ми реагираа од СДСМ, но и во амандманите председателке свесно во образложението напишав дека овој амандман се однесува на ветен проект на СДСМ во општина Велес, кој што се уште не е реализиран. Амандманот има за цел парламентарното мнозинство да си го исполни ветеното пред граѓаните или да покаже дека е лажно ветување. Многу искрено, многу честно. Сакам да излезе на виделина како тоа од 16 крупни проекти кои што СДСМ ги ветил во Велес, ниту еден не е направен. Ни почна. Тоа мора да се објасни и да се каже. Јас имам поднесено амандмани за повеќе, реков, такви проекти. СДСМ на изборите ветиле обиколница околу Велес, ветиле мост спрема Речани, СДСМ ветиле затворен базен во Велес, СДСМ ветиле градски пазар затворен во Велес, СДСМ ветиле катна гаража во градот, СДСМ ветиле гасификација на градот, освен што има директор јавно предпријатие кој што ништо не работи, друго ништо од гасификација, затворен базен, да не зборувам, смешно ќе биде, граѓаните на Велес знаат. Ветиле колекторски систем, ништо од тоа, нема нити една лопата, вака удрено. Пречистителна станица, исто ветиле, ова за Болчиште се однесува, знаете, минатиот пат дискутиравме, од тогаш до сега нема никакви поместувања. Ветиле ново основно училиште во населба Тунел, ништо. Ветиле фабрика за цврст комунален отпад, тоа е ова, ништо. Нема нити иницијатива. Значи нема ни иницијатива ни на државно, ни на локално ниво, околу овој амандман за кој што зборам сега. Значи нема документ. Општината нема стратегија околу ова. Од претходно има, од години претходно. Ветиле пешачки надвозник од Младенски парк спрема Салата Гемиджи, ништо. Ветиле трговско деловен објект, градски сад. Тоа е ветување од пред 20 години на СДСМ и на градоначалникот. Ветиле зелен пазар во тунелот, во населба Тунел, тие што не знаат, ништо. Ветиле изградба на трета лента на влез од Штип, тоа е една делница од Штип до кружниот. Значи, кај што завршуваат трите ленти, па има околу 500 метри две ленти, па кружниот тек во градот, ништо од тоа. Бар тоа да го направи, не е нешто комплицирана работа. Ветија изградба на дом на култура и зелен парк по село Оризари, ништо и од тоа. Таму за локалните избори, односно за председателските избори, ветија и школа ново дека ќе направат, на веќе направено, градинка и џамија ветија дека ќе направат. Че општината и државата џамија ќе прават. Таму од влада и од општината одеа и ветува. Но тоа знаете како е, по принципот на СЈО, тоа е, како беше, политичка корист. И ветиле изградба на плоштад во село Иванковци. Тие се 16 амандмани кои што ги поднесов. Не мислам дека ќе усвоите нити еден, да бидам искрен. Но, ако не друго, ќе покажам колкаво е политичкото лицемерие. Одите на избори, пишувате програма, одите и ветувате на граѓаните и граѓаните велат, добро, на никој не веруваме,
Никој нема се да направи од тоа што вети, но бар пола од работите се направи. Тоа е односот на граѓаните, да не се лаже. Нити нас, нити вас ни веруваат 100%, но бар нешто треба да се направи. Заради тоа што од големите градови во Македонија Велес се, би рекол, и најсиромашен, за жал. Тоа е последица и на катастрофалната трансформација на општествениот капитал. Овие 3 години ништо се нема направено. Претходно се направи една фабрика, луѓе се вработи и во другите фабрики, во Бунарџик, во Кавадарци, малце мрдна работата, но сега има една индустријска зона нова што треба да се направи и таму е стопирана работата, на некои пари од регионален развој се надеваме, ништо не мрда. Инаку, меѓу другото, индустријската зона во Велес си ја изгради општината, не ја изгради државата. Тоа мислам дека горе-доле, ако не друго, пратениците кои што се занимаваат со економија и тие што се од Велес го знаат. Од тој аспект, а со оглед на фактот дека во овие 3 години навистина нити државата, нити општината нешто има направено за градот, јас апелирам на совеста на Министерството за финансии, но и на колегите пратеници од СДСМ, бар еден или два од овие 16 амандмани да бидат прифатени, за да, ако не друго, имате лице утре кои ќе дојдат избори, да кажете, еве, бар една работа од 16 крупни. Не набројувам таму ситници кои што се ветувани. Ситница е зборам улица од 400 метра, 500 метра и така натаму. Бар за претходната власт беше ситница улица од 400-500 метри. Сега е тоа грамаден проект. Ако некој градоначалник од СДСМ направи улица од 400-500 метри, тоа е, како да ви кажам, како беше овој градоначалников од Штип се фалеше со 1000 метри асфалт. Тоа е веќе грамаден проект, замислете. Да, ова на ГТЦ од озгора што го направивте со врбите во фонтана, тоа ти се врби од Алиекспрес. И поскапо коштаат, од оние големине, поскапо коштаат. Тие жалните врби кошта, значи стварно неприфатлива работа, да не се лажеме ристе. 300.000 евра коштаат тие жалните врби во Вардар. Стварно неприфатлива работа. Ама овдека 3 жални врби од Алиекспрес 500.000 евра коштаат, она на 10 на 10 на ГТЦ од озгора што е изграден. Жални врби од Алиекспрес. Еве го копирате Груевски во све, ама како да ви кажам, катастрофално. Во све. Трибини правите кој што правеше Груевски. Само немате се што да се фалите, па зборувате за меѓународна политика. Бар во Велес така била трибината на СДС. Еден пат се гради таму од едно до друго село, кај што беше практично политичка корупција. 10 од предметите на СЈО се поврзани со остварување политичка корист и ветување за добивање на политичка корист. Избори, гласови и така натаму. 10 од предметите. Тоа сега го прави за еден пат само во Велес. Ништо друго не се прави во градот. И без разлика, тука не ми е толку критиката насочена локално. Јас верувам дека луѓето што локално ги водат политиките имаат желба, имаат интерес. Може би и градоначалникот, може би и пратеникот од Велес, може би и пратеникот од Јаболчиште и се, но политички апсолутно не се снаоѓаат да издействуваат било што за градот, заради тоа што во ниту една поделба на средства, во ниту едни проекти градот Велес во овој период не виде ништо. Прилеп доби 20-30 милиони за тутунарите, нешто и плюс добија. Кавадарци си доби секоја година по денар-два за виното. Дали е доволно или не е доволно, тоа е друга дискусија. За грозијата збора. Но секоја година по денар-два си се таложат милиони. Штип е претурен од државни пари, Тетово и Гостивар, нели, пошто плаќаат најголеми даноци и најмногу се инвестира таму во секој случај. Бруто домашниот производ е највисок. Велес овие 3 години буквално ништо се нема направено. Затоа јас и тука ќе завршам, без премногу да продлабочувам, апелирам од овие 16 работи, значајни проекти што сте ги ветиле, бар еден-два амандмани, господин Иванов и господине Муртезани, најдете начин да ги убедите колегите да ги прифатат. Благодарам. Благодарам.